недостатокот со лични документи во смисла на недостаток на лични карти и возачки дозволи е надминет и веќе нема каснење ни еден ден во издавањето. Со надчовечки работи, ургенции до веридос и така натаму. Меѓутоа, проблемот со патни исправи останува да постои понатаму. Тоа е резултат како лошо планирање, пропусти во работењето, несовесно работење и многу покасно правење на нарачка на патните исправи, кое што согласно оноа што фирмата Веридос го бара од нас, требало да биде 6 месеци до денот на доставување. Истовремено јас да ви кажам една информација. Имено на 6 декември 2019 година, во информација доставена до Министерот за внатрешни работи, се укажува дека од страна на помошникот министер се укажува дека на залика има 88.100 пасоши патни исправи. Кога дојдов јас како министер за внатрешни работи, со оглед дека службите ме информираа дека имаме сериозен недостаток на лични документи, вклучително и пасоши, побарав нова информација и во информација доставена само еден месец покасно, на 8 јануари 2020 година, службите ме информираа дека имаме само 27.580 патни исправи. Значи, доколку забележите, се работи за една бројка повеќе од 50.000 пасоши кои што во овој временски период од еден месец не доставуваат. Тоа е резултат како на несовесно и нестручно работење и ние вршиме моментално истрага да ја лоцираме одговорноста. Значи, во моментот, значи, на располагање, значи, се менува бројот, варира. Значи, имаме околу 16.500 поднесени барања по редовна постапка за издавање на патни исправи. Поитна постапка до вчера ги процесиравме сите. На располагање имаме околу 3.600-3.700 патни исправи. Во саботата доставив информација на влада, во која што предложив заклучоци, со оглед дека се работи веќе проблем на ниво на држава, од суштинско значење за граѓаните на оваа држава, владата да изнајде модус, или да утврди методологија, или да најде било каков начин, како влада, да најдеме било каков начин да ја надминиме оваа состојба. Меѓутоа, владата немаше разбирање и го врати предметот во ингеренција на Министерството за внатрешни работи и заклучивме дека мора да се стави системот за поднесување на барања за издавање на патни исправи еден период во функција, односно да се забрани издавање, аплицирање за пасоши по итна и по редовна постапка. Во текот на денешниот ден повторно ќе направиме обиди за надминување на овој проблем, за генерално решение на проблемот, а инаку на ниво на МВР ќе утврдиме методологија, веќе сме при крај. Меѓутоа, сигурно тука предност ќе имаат и приоритет ќе имаат сите оние случаи каде што е неопходно издавање на патна исправа за здравствени случаи.